што е она кое што секој турист кој за прв пат ќе дојде во Скопје треба да посети? Така, ќе ви кажам моите искуство од оваа седмица, од оваа недела. Не посетија туристи од Бугарија, од Америка, од Франција, од Турција и од неколку други земји, но најинтересните се овие две што ќе ги подвлечам, бидејќи Скопје во моментот, освен што е метропола која е посетувана, е и град на светската солидарност. Овие два моливи се символ на тоа. Една бугарска група пред една недела кога дојде рано наутро, бидејќи се возеа во текот на ноќта од Бургас и пристигнаа во Скопје рано наутро, се разбира нема каде, направивме панорамска обиколка и задолжително ги одведов и до гимназијата Георги Димитров, која е подарок од Народна република Бугарија тогаш за граѓаните на Скопје. Скопје доби неверојатна меѓународна поддршка и помош за 26. јули. Овие два моливи се мој драг спомен, бидејќи сум скопјенец кој го доживеа и преживеа земјотресот, и едно непознато другарче во пакетот школски прибор ми ги прати и нив. За прв пат видов дека на моливот, на врвот може да има и гума. До денес ги чувам, тоа неверојатно драг спомен, значи поминаа 53 години, и исто така едни француски туристи дојдоа во Скопје, меѓу другото, една господја чиј дедо бил учесник во Првата светска војна и е погребан во Битола, на француските војни гробишта. Значи во Скопје, освен од температурите, врие од туристи на вистина, и е многу интересно и за нив, а и за нас да се потсетат, бидејќи не врзува долгогодишно пријателство, да не речам и историја. Така, што тие најчесто посетуваат кога ќе дојдат во Скопје? Значи, круната на посетата е, се разбира, Матка, тоа е незаборавниот момент, но ниту еден од нив не пропушти да го види новото Скопје, Скопје 2014, старата Турска чаршија, Камениот мост и се она што беше и е белег на Скопје. Се разбира и моментите од земјотресот, новата железничка станица, старата железничка станица со музеот во него, и Скопје е навистина една убава, интересна туристичка атракција.